Добро утро и од мене во вториот дел на утринската програма. Ја сакам Македонија, време е за дебатниот дел на нашето утринско будење. На дневен ред денес со исклучително атрактивна тема која што вие најав почитувани гледачи во текот на изминатите денови, но на самиот почеток дозволите ми на колегите од Канал 5 телевизија да им го честитам 17-тиот роден ден кој што го прославија вчера, на кој што бев и на кој што убаво си поминав. Им посакувам уште многу години успешна работа на сите колеги кои што работат таму и се надам дека и понатаму ќе останат навистина квалитетна и силна конкуренција. Значи честитки до сите оние кои што вчера го прославуваа роден денот на Канал 5 телевизија. Малку музика, малку родендени, но и малку реалност, сурова каква и да е, во денешното издание на утринската програма како дел од животот и сите оние болести кои што за жал не следат. Знаете, ви најавив дека денес ќе зборуваме за можеби најопасната болест на денешницата, тоа е карциномот, со мојата гостинка, докторка, која што по втор пат во моја издание, во моја емисија е мој гостин, а со кој што ќе се обидеме во наредниот час и половина како мој гостин да ви одговориме пред се на ваши прашања, но и малку да разрешиме некои дилеми токму околу ова болест. Моја гостина, доктор Дева Петрова, онколог, радиотерапевт во клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро и најнапред благодарам што дојдовте ова утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и ги поздравувам гледачите. Така, секогаш е задоволство да се разговара со вас, бидејќи зборувавме пред емисијата, навистина многу добро, многу убаво, многу народски ги објаснувате овие работи и работите исклучително тешка, одговорна работа, се работи со луѓе, се работи за болест која често пати завршува и фатално, како што знаеме сите. Ајде на почетокот представам дека многумина ве знаат, меѓутоа од кога почнавте, како медицината, како баш онкологијата се заинтересиравте и колку време и каде се работите на оваа тематика? Така, па веќе 15 на години, значи се занимавам со проблемот на онкологијата и радиотерапијата. Нормално на почетокот како лекар специјализант, потоа како лекар специјалист. Почетоците ми се во клиничкиот центар, значи во Мајка Тереза, поранешна државна болница, како ја знаат широките народни маси. Таму специјализирав на клиниката за онкологија и радиотерапија, пошто го продолжив работниот дел од животот таму и од пред 2 години сум во клиничката болница Аџибадем Систина на оделот за онкологија и радиотерапија. Морам да кажам дека онкологијата и радиотерапијата се навистина интересна гранка во медицината, особено радиотерапијата, бидејќи е мултидисциплинарна, поврзана со други гранки како што е физиката, значи со информатиката, се користат современи технологии, напредни машини, така да тоа е малку помалку познато кај нашите колеги, значи оној дел на онкологијата е пошироко познат, бидејќи се разбира во дијагностицирањето на малигните болести учествуваат и останатите гранки од медицината, како што се интернистичките гранки, потоа радиологијата, исто така матичните лекари се првата врата во насочувањето на пациентите. Онкологијата беше мој избор, бидејќи е навистина предизвик да им се помогне. Од почеток знаевте кога се заинтересирате за медицина дека ќе отидете во тој правец или? Искрено не, во тек на студиите, кога престојував на клиниката за онкологија и радиотерапија во склоп на оние стандардни вежби и клиничка пракса, навистина ми побуди интерес оваа гранка од медицината. Претходно бев и на клиниката за инфективни болести, каде што волонтирав одреден временски период, но кога ми се укажа шанса да работам на клиниката за онкологија и радиотерапија, навистина бев среќна да го прифатам тој предизвик. Јас тоа не можам да го разберам, но се разбира, затоа сите сме различни. Да најавам за гледачите дека ќе имаат прилика, како и во секој издание на дневен ред, да се вклучат во живо на нашиот телефонски број 023 116 566, но тоа ќе го направиме по вестите во 9 часот. Ќе имате 60 на минути за прашања до доктор Дева Петрова. Претпоставувам дека многумина ќе имаат прашања, многумина ќе побуди интерес темата, бидејќи
Карциномот, за жал, е болест која што и во Македонија е присутна, а во првиот половина час ќе ни дозволи гледачите малку да навлеземе во темата. Не знам дали постојат податоци, но ние вака обичаите луѓе, доктор Петро, имаме чувство како да секој втор трет во Македонија има проблем со карцином. Кога ќе се завртиме во нашите семејства, кај нашите пријатели, слушаме за таа неубава судбина дека ете некој се заболел од карцином. Дали имаме право така да мислиме, дали постои некоја статистика во Македонија дека се повеќе и повеќе луѓе заболуваат од карцином, или тоа е бројка која што и постојано е таа? Да. Не, значи точни бројки мислам дека нема да бидат од големо значење ни за гледачите, верувајте ми, не ми се слабо статистичките податоци, но со сигурност можам да кажам дека бројот на заболени и новооткриени случаи од малигни болести секоја година е во пораст. Значи трендот е таков не само кај нас, туку и во останатите европски земји и пошироко во светот. Она што е добро, за разлика од оваа лоша вест, е дека трендот пак на смртни случаи или стапката на смртност од малигни болести полека почнува да опаѓа. Тој тренд го има повеќе сега во високо развиените европски земји, особено да речеме во Шведска, во Холандија, каде што се во тек превентивни прегледи, скрининг прегледи, значи има добра регулатива во тој поглед и со тоа овозможуваат рано откривање. Раното откривање е првиот чекор до намалување на стапката на смртност. Во Македонија, значи, расте бројот на новооткриени случаи од малигни болести, но за жал расте и стапката на смртност, што укажува дека се уште кај нас малигните заболувања се откриваат во подоцнежните стадиуми, кога шансите за излекување се многу помали. Меѓутоа, можам да кажам дека малигните болести не се број 1 причината за смртност, дека се уште водечката причина за смртност во 60% од случаите, ова е статистика од нашиот Завод за статистика од 2012 година, се кардиоваскуларните болести. Значи, ние сепак сме на второто место со малигните болести, но проблемот е со малигните болести што постои шанса да тие бидат откриени навреме и треба да се работи на оној момент на развивање на скрининг тестовите, значи регулатива во тој поглед, за да имаме можност успешно да ги лекуваме пациентите. Инаку што се однесува до малигните болести, можам да кажам дека и не е толку страшно, бидејќи тоа се болести кои што веќе попримаат хроничен тек. Значи не станува збор за некоја фулминантна болест која што ќе ви ја диагностицираат и за краток временски период, нели ќе го однесе пациентот. Тоа сакав да ја прашам. Веројатно, ќе се надоврзам, веројатно најлоша информација која што може пациентот после биопсија или после испитување да ја добие е дека има карцином. Во Република Македонија, дали со право или не, кога на пациент или на неговото семејство ќе му кажете дека пациентот има карцином, претпоставам дека, ако не сите, барем 99% од инволвираните пациенти мислат на смрт. Така е. Меѓутоа, верувајте, ние секогаш во првиот контакт со пациентот велиме дека никој не може да прави некои подалекосежни прогнози, дури еден човек кој што е во потполно здрава состојба или не знае што може да се случи во тек на утрешниот ден или после година или две. За разлика од кардиоваскуларните болести, каде што обично, мислам, состојбата е сериозна и акутна и може пациентот да го однесе за неколку минути. Значи, овде на почетокот е страшно соочувањето со диагнозата, но тие пациенти дури и во напреднатите стадиуми, четвртиот стадиум, кога станува збор за метастатска болест, може да живеат со години. Имаме пациенти со метастатска болест кои што живеат и по 10 години и повеќе, што е сепак добра вест. Значи, покрај онаа суровост со која што се среќавате на почетокот при диагностицирањето на малигното заболување. Така да не треба да се обесхрабруваат пациентите кога ќе слушнат диагнозата и треба да знаат дека во медицината најмногу се истражува на полето на онкологијата. Постојано се изнаоѓаат нови препарати, нови лекови, се изнаоѓаат посовремени диагностички методи
зашто порано откривање на овие болести и на тој начин успесите во лекувањето се од година во година се подобри. Исто така значајно е дека со новите истражувања се откриваат препарати кои што ги лекуваат пациентите, а се помалку агресивни, значи имаат се помалку несакани ефекти, така да таа терапија е прилагодена точно на ова за што сега говориме, дека овие болести се хронични и терапијата ќе треба да се зема подолг временски период, да не кажеме доживотно, со секое повторување или влошување на болеста. Но сепак болеста може да се лекува долги години, постојат начини, опции за лекување кои што на крајот може да вродат со успех кај раните стадиуми со излекување, а кај доцните стадиуми со значително продолжување на животниот век. Но добар дел од пациентите, се поголем број, не веруваат во новата технологија, скептични се, сметаат дека треба да бараат, народски да се изразам, друго чаре. Да не ја вулгаризирам темата, но само ќе направам куса споредба. Докажано дека човекот повеќе се плаши да патува со авион, иако авионските несреќи се најретки отколку во автомобил, тоа исто како она што сега се обидувате да направиме паралела помеѓу срцевите заболувања и фаталноста и карциномот. Карциномот знае да биде, за разлика од срцевите заболувања, исклучително тешка болест, да биде човечка трагедија, се претвори во долго патење и во долг третман, па можеби токму затоа луѓето кои на своја кожа ќе осетат пациент или не може да се најдат улога на пациент, веројатно повеќе се плашат од карциномот отколку од срцевите заболувања кои што можеби побрзо да некако да завршат фатално како исход. Можеби е неблагодарно, но многумина од луѓето се прашуваат дали постои подобар или полош карцином или кој карцином има повеќе шанси да биде излекуван, кој карцином е можеби во онаа категорија каде што навистина треба да се вложи доста медицински напор за да се преживее. Така, видете, значи, број 1, карциномот, по однос на неговата честота и во двете популации, кај мажите и кај жените, е карциномот на бели дробови. Инаку по честотата на јавување кај машката популација на второ место е карциномот на простата, додека кај женската популација е карциномот на дојка, додека на третото место убедливо и кај двете популации се карциномите на гастроинтестиналниот тракт, тука спаја карциномот на дебелото црево и карциномот на желудник. Ако вака може да се каже кој од овие можеби не благодарам, сепак веројатно има најлоша прогноза, можам да кажам дека можеби карциномот на бели дробови за жал е најчесто и е со најлоша прогноза во однос на овие што ги споменав претходно. Карциномот на простата и карциномот на дојка се карциноми или малигни болести за кои што постојат и повеќе опции на третман, значи и постојат скрининг методи за нивно рано откривање, она што го немаме, да речеме, кај карциномот на бели дробови. Да речеме за карциномот на дојка, со редовните ехо и мамографски прегледи, жените може да бидат диагностицирани во ран стадиум на болест и да имаат, ако е тоа стадиум 1 или 2, скоро 90% излекување. Додека па карциномот на простата, што е втор по честота кај машката популација, исто така може на едноставен начин со редовни прегледи кај уролог и правење на ПСА тестови или тоа е туморски маркер кој што може да се анализира со обично давање на крв. Значи може исто така да го смалат ризикот од смртност од ова заболување, тоест да тоа биде навремено откриено и да се спроведат соодветните методи на лекување. Дали ќе биде операција на простатата, дали ќе биде зрачен третман, дали ќе се отпочне со хормонска терапија, значи постојат повеќе начини на лекување. А во однос на карциномот на дебело црево, исто така за среќа постои тест кој што може да се користи. Многу е едноставен, тоа е така наречениот бот тест или тестирање на окултно крварење во изметот. Значи може да се направи во амбуланта кај матичен лекар и тоа е неинвазивна метода, значи се дава примерок од изметот во кој што се прави тест дали има некакво минимално крварење, доколку е тој позитивен, понатаму пациентот се дополнително се исследува за да се види дали постои сомнение или да се постави диагноза за малигна болест. Но треба да знаат гледачите дека не секој симптом
значи да не се плашат да се јават на лекар, бидејќи не секој симптом значи појава на малигна болест, не секоја крв во изметот или напипана тврдина во дојката или секоја кашлица би значело малигно заболување. Значи можам да кажам дека исто така со лоша прогноза се туморите на мозок. Лоша прогноза има и малигниот меланом доколку не се открие значи на време, бидејќи е тумор кој што е прилично резистентен на хемотерапија, на зрачна терапија. Останатите карциноми со оглед на тоа што не се јавуваат толку често, може би не се од некој поголем интерес, во однос на овие поголеми групи на пациенти, значи можеме сепак да кажеме дека белодробниот карцином е карцином. Но добро, пак сепак на крај зависи од фазата во стадиумот кога е откриен, доколку е заопшти. Да, доколку е рано откриен, доколку може да се оперира, е најдобрата солуција за пациентот, најдоброто решение, но и тука и доколку не може да се оперира, постојат опции на лекување, може да се отпочне со хемотерапија, да се намали туморот, па потоа повторно да се планира лекување со оперативен третман. Така, голем дел од светската популација токму со неверување гледа на хемотерапијата, на зрачните третмани. Вие знаете, сериозно се занимавате со ова, претпоставам ги следите на интернет форуми каде што се повеќе кога станува збор за оваа болест, за карциномот, има од теорија на заговор дека тоа е дело на Светската здравствена организација, што можеби вас ви е и смешно, бидејќи го работите ова професионално, се трудите сите нови текови на медицина да ги осознаете. Многумина посегнуваат по алтернативна медицина, она што е се почесто кај нас, имав ќе една таква тема, па ќе си дозволам да прашам и за ваше мислење. Многумина од луѓето кои што се во фаза на подминат карцином посегнуваат по масло од канабис кој што го набавуваат во Македонија по разни канали. Нели, човек кој има проблем ќе се снајде, ќе дојде до лекот. Кој е вашиот генерален став и вашето искуство во однос на употреба на канабисот во вакви медицински цели, особено во карциномот? Значи, верувајте, стандардната медицина е медицина на избор, која што би му ја препорачала на секој пациент кај кој е диагностицирана малигна болест, бидејќи тоа е она кое што е докажано со високо ниво на доказ низ многобројни предклинички и клинички истражувања за што се вложени многу средства, што е докажано дека е ефикасно во лекувањето на овие болести. Значи, тоа се хирургијата, хемотерапијата, хормонската терапија, значи зрачната терапија и во поново време биолошката терапија или терапијата со моноклонални антитела и целната терапија. Во однос на алтернативната медицина, тоест да кажам подобро комплементарната медицина, она со кое што стандардната медицина може да биде надополнета, се уште не постојат значи препораки од страна на релевантните институции медицински, значи европските и американските, кои што овие препарати за кои што вие говоревте, значи канабисот, марихуаната, ги препорачуваат како дел од стандардниот третман во лекувањето на малигните болести. Значи, точно е дека тие во одредени истражувања предклинички покажале дека може да имаат ефект во лекувањето на малигните болести, тоест може да влијаат на малигните клетки, да ги уништат, да го спречат нивниот раст, но сепак тоа треба да се докаже низ други истражувања и во клиничката пракса, за да бидат согласно од добиените резултати ставени во стандардните препораки за лекување на овие пациенти. Значи, Американската асоциација за храна и лекови има одобрено 2 препарати кои што се во основа канабиноиди, значи содржат дел од субстанциите кои што ги има во канабисот и кои што се користат во главном за корекција на несаканите ефекти од примената на стандардните методи на лекување, меѓу кои најчесто хемотерапијата. Овие препарати најчесто се користат за намалување на несаканиот ефект на гадење и повраќање,
кој што е пропратен при давањето на хемотерапијата, значи може да ги ублажат овие симптоми. И исто така докажано е дека овие препарати може да делуваат на намалувањето на болката, која што може да биде пропратен симптом кај малигните болести, особено невропатската болка, која што е најтешко да се контролира, значи со аналгетска терапија. Така да ние се уште во нашата пракса овде и во клиничката болница Аџибадем Систина со тимот од одделот за онкологија и радиотерапија, значи овие препарати можеме да ги препорачаме кај пациентите да ги користат во тој поглед, значи доколку им помагаат во смирувањето на овие тегоби. Се уште не постои јасна регулатива, значи употребата на овие препарати е во некоја сива зона. Тука не постои законска да ве прашам, бидејќи регулатива. уште само 2 минути до вестите, каков е вашиот став како човек и како доктор во однос на државата која што ги забранува употребата на канабисот во медицински цели? Видете, јас значи не можам ништо конкретно да ви кажам во тој поглед. Најверојатно државата си има начини, патишта по кои што тоа ќе го регулира, да, по како да кажам, по примерот на останатите европски земји и Соединетите американски држави, но сепак сум против користењето на канабисот од извори кои што не се легални, значи пациентот е препуштен сам на себе, само иницијативно да го зема. Не постои начин или едуцирани луѓе кои што ќе ги пратат нуспојавите, бидејќи секако дека постојат несакани ефекти, треба да се знае точната доза, начинот на примена. Ние конкретно, значи како онколози радиотерапевти, не сме едуцирани во тој поглед. Тоа не е дел од нашата стандардна клиничка пракса. Ние одговараме за оној дел од лекувањето кој што ние го практицираме. Така. Добро, еве сме точно 9 часот. Ова беше само воведот со мојата гостинка, доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија и радиотерапија во клиничката болница Аџибадем Систина. Само како вовед, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза со најновите информации од земјата и светот, а во наредните 60 на минути јас и вие со нашите прашања, пред се вие се разбира, поврзани токму со болеста карцином. Ние додека трае вестите со мојата гостинка доктор Петрова, се уште зборуваме на оваа тема, има и приватно работи кои што нормално ме интересираат. Ова е тема која што е неисцрпна, веројатно и час и половина малку ќе ни биде, но добро е што почнеме гледачи разговараме и што во продолжение ќе можете и вие да поставите прашање, ваше прашање кое што може би вас конкретно ве засега, општо прашање кое што поврзано со карциномот, па ќе се обидеме со доктор Дева Петрова да ви бидеме од корист. Пред да ги вклучиме првите двајца причините за карцином, оно што сите како население го знаеме е стресот, нередовниот начин на живот, нездравиот начин на живот, исхраната, загадувањето и така натаму, но постојат ли некои други моменти и како второ подпрашање, подготвувајќи се темава на интернет, гледам дека широка светска дебата се води за и против дали карциномот е наследен или не е наследен. Да. Постојат повеќе фактори, значи малигните болести се заболувања за кои што не се знае точниот причинител. Постојат повеќе групи на ризик фактори, глобално може да се поделат во две основни. Значи генетскиот фактор или оние кои што се поврзани со самата индивидуа, со пациентот, и факторите на надворешната средина. Вие добро кажавте, едни од најзначајните фактори кои што може да доведат до појава на малигно заболување се загадувањето, значи хемиските фактори во средината, потоа исто така одредени биолошки фактори, инфекции, она што е типично да речеме за карциномот на грлото на матка што се поврзува со ХПВ, вирусните инфекции, исто така и за карциномот на грло. Понекогаш се смета дека ХПВ инфекцијата, доколку постои, може да биде една од причинителите за појава на ова малигно заболување. Биолошките фактори, инфекциите, значи бактериски или вирусни, се сметаат како ризик фактор и поради хроничната иритација што ја прават. Значи секое хронично воспаление може да биде ризик фактор за појава на малигна болест. Такво е да речеме воспалението на дебелото црево, хроничниот колит, уцерозниот колит, значи полипите во дебелото црево може да бидат ризик фактори за појава на малигните болести.
Што се однесува до стилот на живот, исто така има големо влијание, навиките, значи на луѓето, пушењето е број 1 ризик фактор за појавата. Да се го ставиме како население, наистина. Број 1 ризик фактор за појавата на белодробниот карцином, и тоа не само кај активните пушачи, туку и кај пасивните пушачи, значи ризикот е зголемен. Исто така во однос на ризик факторите, професионалната изложеност на одредени хемиски влијанија, луѓе кои што работат во хемиска индустрија, кои што доаѓаат во контакт со азбест, значи представува еден од ризик факторите за појава, особено на карциномот на плеура или на обвивката на белите дробови. Во однос на генетскиот фактор, тој останува секогаш како еден од можните ризици. Меѓутоа, дефинитивно, ниту за една малигна болест не можеме да кажеме дека е директно наследна. Сепак треба да сватиме дека малигните болести практично се причинети од поголем број на ризик фактори, како и на сложувалка. Кога ќе се сложат работите, доаѓа до појава на карциногенеза и манифестација на малигно заболување. Но, да речеме, кај одредени малигни заболувања, како што е карциномот на дојка, карциномот на јајниците кај жената, постои сознание дека мутацијата на одредени гени, БРЦА генот 1 и 2, го зголемува ризикот од појава за 60% од појава на малигно заболување на дојката и на јајниците. Така да постојат тестови кај оние пациенти кај кои што има некој претходно родителот, мајката, пример, или бабата, карцином на дојка, може да се тестира за да се види дали постои мутација на овие гени. Доколку се востанови дека постои мутација, може да се превземат профилактички мерки или превентивни за да се намали тој ризик. Значи наследноста може, а и не мора да... Не, значи не е нешто што е дефинитивно. Да ви кажам, во клиничка пракса поголем дел од пациентите се први заболени во семејството, или да речеме имаат некој заболен кој што не може директно генетски да се поврзе со нив, и не можеме тоа да го прогласиме дека е некаков вид на наследен фактор кој што доминира како причинител во појавата на малигното заболување. Добро, имаме веќе многу гледачи на линија, ќе одиме еден по еден. Ало, добро утро. Ало, добро утро, Александар. Добро утро, господјо, повелете. Почит до вас и огромна почит до доктор Дева Петрова. Јас сум оперирана од карцином. Докторката која ви гостува денеска не сте можеле подобро од неја да поканите, една студиозна, една прекрасна личност која комплетно се предава кога треба да се помогне, да се даде некој објаснување на пациентот. Еве јас за прв пат ќе се представам во вашата телевизија. Мене лично ми има многу помогнато, јас сум Лила Вражалска. Дали ќе се сети докторката, воопшто не е битно. Како не, поздрав. Да, не можам да ви објаснам, значи, колку мене оваа докторка ми помогнала, и додека сум жива, реков, ќе бидам крајно благодарна, голема загуба за клинички центар, што си заминала од таму. Сега, доктор Дева, уште еднаш голем поздрав. Значи, пред 5,5 години јас имав карцином на овариум констатирано во почетна фаза. Ме оперира и бев префрлена кај вас, каде што 5 недели имав радиотерапија. Не хемотерапија, само зрачење, нели? Пројде зрачењето и после еден подолг, да речам, период, почнав да добивам преплети. Илеуси, 4 илеуса добив. Значи 4 пати од преплет бев оперирана, отворив и ректално-вагинална фистула. Така да беше хирургот приморан да дебелото црево го тргне странично и јас имам колостома. Се навикнав да живеам со таа колостома, веќе 3 години ја имам, значи се живее, да не речам, и нормално. Сега, бидејќи читам дека третман, лечење и исхрана. Во однос на третманите, освен оние редовни контроли што ги правев во вашиот оддел, ништо друго не сум била приморана, одлични беа резултатите. Откако е колостомата ставена, јас одам еднаш годишно на магнетна резонанца.
Така. Бидејќи е колостома и сами знаете тие брисови, нели, како идат. Моето прашање е ова. Дали еднаш во годината правење магнетна резонанца е доволно за да не дај Боже, нели, за да биде добра сликата на организмот, или е тоа долг период па да нешто меѓувременно се искомплицира? Бидете од мене поздравена, секој е добро. Благодарам. Го слушнам вашиот одговор. Благодарам. Само ги замолам осмајте гледачи малце покусо, поконцизно, за да имаме простор повеќе прашања да одговориме. Така. Комплиментите се разбира годат. Така, ви благодарам, апсолутно се сеќавам на пациентката. Значи, срекна сум што е добра, што болеста не се повторила во овој подолг временски период од 5,5 години. Постојат одредени компликации, но еве тоа е решено на извесен начин. И сега во однос на контролите, после 5-та година веќе еднаш годишно е сосема доволно да се прават тие контроли. Мислам дека освен магнетната резонанца, пациентката оди и на преглед кај гинекологот, значи се прават и одредени биохемиски анализи, така да ако нема други дополнителни симптоми, овие контроли се сосема доволни со овој тип на испитување во тој временски интервал. Што значи дека е на добар пат и се е во најдобар ред. Да. Добро, логично, стравот е присутен, може би изгледа годишен преглед предалеку, но... Да, верувајте, шансите за повторување на болеста се најголеми во првите 2 години по диагностицирањето и затоа тогаш контролите се прават на 4 до 6 месеци. После втората година веќе може да се прават, значи, 2 пати годишно, а веќе после 5-та година е сосема доволно еднаш годишно, бидејќи во онкологијата пациент кој што има преживеано 5 години се рачуна дека е практично излекуван од таа малигност. Да, ова е добар податок. Одиме со другиот гледач на другата линија. Добро утро. Добро утро. Поздрав, Александр, до тебе и до прекрасната докторка, која многу убаво објаснува. Јас би поставила едно прашање. Сопругот прошла година се оперира од, јас го викам, на галено ракче на бешиката. Малигно заболување, старење на време фатено, така да немаше проблеми. Пред година дена беше на контрола, немаше ништо. После година дена отиде на контрола, ракче. И го оперира одма, нема никаква терапија, добро се осеќа, изваден е туморот и нема никакви лекарства. Дали има можност за повторување на истата болест, ме интересира. Само јас не ве разбрав, предоставам и докторка, дали 2 пати, како да рековте дека 2 пати... Не, сакам да кажам пред година... Само еднаш заболел, така, бидејќи го кажавте... Да. Беше пред година дена, немаше ништо. После година дена отиде на контрола за простатата, му го пронајдова ракчето на бешика. И подхитно го оперира, немаше ништо, мислам, ни метастази, ни коренчиња, ништо тотално, само зачаурено. Да. И отстранет е туморот, нема никакви лекарства, након првата контрола беше супер и сега нема контроли закажано. Тоа Добро, ајде да немате докторки под прашање некој? Па не, од прилика ја разбрав, да. Добро, благодарам за јавувањето веднаш. Најверојатно се работи за карцином на мочниот меур, кој што е во почетна фаза, тоест ние велиме суперфицијален или површен. Во тој случај доволно е да се направи трансуретрална ресекција, значи направено е тоа, нема потреба од никаков дополнителен третман, значи доколку нема инвазија во мускулниот слој, значи нити порадикална хируршка интервенција, ниту дополнителен онколошки третман. Единственото што се советува се редовни контроли. Тоа пациентот го прави кај урологот, кај кој што си се следи, треба да продолжи. Болеста може да се повтори, но повторно постојат начини за лекување и повторно може да биде истиот принцип на лекување како овој што е сега. Значи предноста е што е рано откриено и Да, рано е, површно е, повторно може да се јави, значи повторно да биде површно, па да се повтори овој хируршки третман трансуретрално, да се направи ресекција и повторно да се следи пациентот. Значи битно е да оди на редовни контроли. Прегледи, така. Добро, да се пак да објасниме, ова е телевизија, не секојаш може конкретни одговори да даде нашата гостинка, секојаш најдобро во ординација, меѓутоа се обидуваме, нели, за поопшти прашања да дадеме одговор. Ало, добро утро за следниот.
Ало, добро утро. Ало? Повелете, господјо, програма. Добро утро. Добро утро. Би сакала да ја прашам докторката. Јас сум оперирана, десната дојка ми е од страната 2010-та. 13-та ми се јави рецидив, повторно бев оперирана на исто место. Меѓутоа, сега сум по терапија, пијам капицидин, али тумор маркери ми се високи. Од што може да се качуваат тумор маркери? Значи, со оглед на тоа што пиете капецитабин, најверојатно е диагностицирано повторување на болеста и заради тоа е отпочната таа хемотерапија и маркерите се во склоп на повторувањето на болеста. Значи, зголемените туморски маркери се во склоп на некоја лезија, не разбрав точно заради што е дадена терапијата, меѓутоа најверојатно причината за порастот на туморскиот маркер е повторувањето на болеста. Добро, одиме на другата линија. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете, господине. Голем поздрав до телевизијата, до вас, господине. Благодарам. Поздрав до докторката. Да, ве слушам, говорете, повелете. Ја на 5 септември 2011 година се оперирав во Систина. Ме оперираше од карцином на десното бело крило Митко Караџозов. Му благодарам за тоа. Еве 4 години како сум опериран. Лекарска и ништо не примам, освен плитон и кориол за срце и за болки, што имам имунопрофен актив 400 милиграма. Не сум бил на контрола кај него 2 години, дали треба да се јавам или не треба да се јавам. Благодарам. Се осеќам добро, јадам се, ама за движење не можам, а болки имам од десната страна кај што сум опериран и како нешто, некој слуск осеќам како нешто да така да ме мачит. А болки немам ништо така. Добро. Значи, ова е еден убав пример за белодробен карцином кој што е фатен на време, рано диагностициран, опериран е пациентот. Тоа бил дефинитивниот третман, најверојатно станува збор за ран стадиум на болест. Единствено што треба да прави пациентот е да се јавува на редовни контроли. 2 години е така прилично долг временски период без да направи никое исследување. Јас советувам да направи една контролна компјутерска томографија на белите дробови и да се јави со резултатот, значи или на одделот за онкологија или кај хирургот, значи кај доктор Караѓозов, доколку е се во ред, следната контрола може да биде по и подоцна. Да, по една година. Постојано зборуваме за рано откривање на карциномот, но да се излезам народски, карциномот нели велате подмукла болест, често пати немаме симптоми, бидејќи ние како народ чекаме навистина да не заболи па да се обратиме кај матичен лекар, па кај специјалисти така натаму. Проблем ли е раното откривање на болеста токму затоа што многумина од пациентите немаат симптоми, односно или можеби ги има, но се во мал обем па не ги сваќаат сериозно. Да. Навистина симптомите, рековме дека обично кај малигните заболувања се јавуваат кога болеста е во поодмината фаза, во понапреднат стадиум, но не мора секогаш да е така. Точно е тоа, бидејќи пациентот нема симптоми, логично е не се јавува на лекарски преглед. За одредени болести за кои што постојат скрининг тестови, она што го спомнавме, карциномот на дојка, карциномот на грло, на матка, карциномот на дебело црево, карциномот на простата, постои начин и кога немате симптоми да се јавите на лекарски преглед и со овие тестови да откријат дали постои некое заболување или не. И се докажало дека овие тестови се корисни, затоа и се применуваат за рано откривање, бидејќи влијаат понатаму врз текот на болеста, врз исходот од болеста, значи имаат влијание во намалувањето на смртноста од малигните болести. За разлика од тоа, кај одредени малигни болести, како што се туморите на мозок, како што се туморите на карциномот на бели дробови, се востановило дека правењето годишно на некакви рентген слики на бели дробови или компјутерска томографија на бели дробови, значи не дава придонес
во раното откривање на болеста, тоест ни дава придонес во понатамошниот тек на болеста и намалувањето на смртноста, и затоа тие не се востановени како редовни скрининг методи на прегледу, на остварување на клинички преглед. Во поново време, за карциномот на бели дробови се смета дека, бидејќи е еден од најчесто јавуваните, со најголема инциденца, постојано се истражува што е тоа со што можеме да превенираме и рано да го откриеме. Се дошло до сознание дека можеби компјутерската томографија со намален интензитет на зрачење, значи не она стандардна диагностичка, low density CT, стручно кажано, може, доколку се прави еднаш годишно или на 2 години, значи да биде превентивна мерка во рано откривање на белодробниот карцином, но не кај севкупната популација, туку кај онаа популација што е со висок ризик, а меѓу таа популација спаѓаат оние долгогодишни пушачи. Значи само кај таа ризик група на пациенти. Така да нема начин да се заштитиме и да одиме секој ден на лекарски прегледи, ние не можеме да го спречиме појавувањето на болеста, но оние скрининг тестови за кои што е дефинирано дека се од полза, дека помагаат, значи во раното откривање, кои што со законска регулатива се прават во поголем дел од развиените европски земји, треба и ние да ги практикуваме. Добро, да не бидат нестрпливи гледачите. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете се, извинувам што почекавте, повелете. Зачнавте на тема која јас ја викам чума на 21. век. Значи чумата на 20. Само вие говорите, одлично ве слушам, доцне сигналот на вашиот телевизор, тоа постојано секој ден го кажувам. Повелете. Го имам исклучено телевизор. Па зборувајте, повелете. Со секоја почит кон докторката, но и мојата жена имаше карцином, кога работеше таа на онкологија, и фала му на Бога, за сега е добро. Добро. Но се прашувам јас една работа. Значи, хемотерапијата, како хемотерапија, по мене лично, и фармацевската индустрија ја протажира за истото тоа вие што го зачнавте, за профит за огромен профит. Значи хемотерапијата повеќе уништува него лечи. Зошто тоа ќе го потврдам со докази, како на пример, после хемотерапијата ние имавме X пријатели кои се сретнавме на онкологија, кои за жал од 5-6 души што прима хемотерапија со мојата жена, 4, односно 5 души веќе починаја од таа хемотерапија. Тие имаат X негативни појави. Например, на едната особа доби излив во мозокот, капка во мозокот и почина. На другата и се јави автоимуна болест кој не се лечеше и понатака, а тоа е све одраз на хемотерапија и та почина. И значи хемотерапијата, да не набројувам сега на други срчеви болести, мислам шекер се јавува, одраз на тоа се јавува срце. Така, ве разбирам. Дали имаме конкретно прашање? Конкретно прашање. Дали еднишка за секој пат ќе се најде лек, прво. Второ, кој може да одговори тоа прашање? Никој веројатно. Да, второ, дали која е причината на карциномот да здравите крвни клетки, односно болните ги уништуваат здравите крвни клетки, односно во сами со себе тие имаат канибализам, тоа се јавува во организмот. Како може тоа да се спречи? И дали ќе ги воведиме методите кои ги воведува светската здравствена заштита, новите методи кои нема толку страшна хемотерапија за по пациентот. Така, добро, благодарам за јавувањето. Јас не сакам да прекинувам, но имам уште еден гледач и јас ја начнав темата во однос на Светска здравствена организација, хемотерапија, бизнис, цитостатици и така натаму, но да дозволиме да го вклучиме и вториот, па да им одговориме на двајцата гледачи одеднаш, бидејќи долго време чека. Ало, добро утро.
Добро утро, Александар. Добро утро, господине, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Јас се јавам од Штип. Добро. Операција се прави на простата. Имам карцином и 2010 се оперисав и сега. Која година само, тоа е важно, која година рековте? 2010 во почетокот на август. 2010, така? Да, Добро. 5 години. Пред 5 години, добро. И сега немам никаков проблем, едино што имам голем нагон за мокрење на секои 2 часа. Па питам докторката, ќе молам како може тоа, дали да... А дали одите на прегледи во меѓувреме? Па одам и лекарот ми вика, добро е, тоа не е проблем. И така Добро, стане. добро, благодарам. Ајде првото во однос на Така. Значи јас таа хемотерапија. Не би се согласила со гледачот дека хемотерапијата е бизнис кој што го протежираат, значи, фармацевските компании. Ние треба да им бидеме многу благодарни на фармацевските компании и на тимовите на истражувачи кои што неуморно, деноноќно, значи, работат на истражувањето и на изнаоѓањето на препарати за лекување на болните со малигни болести. Мал дел од луѓето знаат дека истражувањето на еден лек трае со години, 15 до 20 години се истражува, се финансираат центри на различни места во светот, значи вклучени се огромен број на истражувачи, додека да се дојде до оној резултат посакуван дека одреден лек има позитивен ефект во третманот на одредено малигно заболување и врз основа на тие позитивни резултати потоа одредена хемотерапија, одреден цитостатик или друг препарат влегува на листата на лекови кои што се користат во третманот на онколошките пациенти. Така да цената, ако да речеме она што велат мафија е, бидејќи тие лекови се скапи, фармацевската индустрија практично мора да ги врати средствата кои што ги инвестирала тие 15-20 години во одреден лек, за да може повторно да инвестира во нови истражувања и изнаоѓање на нови лекови, бидејќи со изнаоѓањето на еден лек не застанува процесот на лекување. И сега, хемотерапијата е најстариот начин на лекување на малигните болести. И заради тоа, како што најстариот телевизор има најлоша слика во однос на новите технологии, што сега ги имаме, така и хемотерапијата има најмногу несакани ефекти во лекувањето, ова што го кажа пациентот, значи паѓа косата кај пациентите кои што земаат хемотерапија, имаат гадење, повраќање, пад во крвната слика, но поголем дел од тие несакани ефекти може добро да се менаџираат. Но добро, значи, оно што сакам да ве прашам, а што е важно за гледачите, ќе продолжите дека не секоја хемотерапија е иста, дека има значи кај нас кои ќе кажат зрачење и хемотерапија, многу ми луѓе до хемотерапија ов сега што правиме, значи има нели и тоа е многу важно да го знаеме, значи. Постојат различни протоколи за лекување, различни хемотерапии, значи имаат несакани ефекти, но она зашто ние ја препишуваме, нели етички е ако таа терапија има поголема корист од штета за пациентот, ја препишувате. Нормално дека ние нема да направиме нешто за пациентот од кое што тој би имал поголема штета отколку корист. Ова сега да ве прашам да го кажам да не им биде кога некој доктор ќе им каже хемотерапија да не биде тоа крајот на нивните мисли дека тоа е толку многу страшно. Не, хемотерапијата, значи тоа се исклучителни случаи, ова што го наброја пациентот, каде што имала некои несакани ефекти, а тоа се хипотетички. Тоа се негови предпоставки дека предпоставки дека се поврзани со хемотерапијата, може несакани ефекти да има, како да кажам, појава на автоимуна болест, може да биде пропратен симптом или пропратна состојба како резултат на појавата на малигната болест, не на лекувањето на малигната болест, туку на самата малигна болест. Потоа исто така зголемен крвен притисок може да биде компликација, зависи од тоа каде се наоѓа процесот, ако е во бели дробови, притиска на некој голем крвен сад, значи доведува до дополнителни компликации, значи тоа е компликација од малигното заболување, не е компликација од лекувањето. Значи, во главном хемотерапијата е стандарден начин на лекување, има поголема корист за пациентот отколку штета, тоа е тоа што треба да го разберат, значи пациентите. Точно е дека се истражува многу,
па тоа што кажа гледачот, дали има некој препарат кој што не ги уништува толку здравите клетки. Целната терапија или биолошката терапија, што во поново време значи се користи се повеќе во онкологијата, е токму таков приод во лекувањето, бидејќи малигните клетки се разликуваат од нормалните по тоа што доаѓа до одредена промена во генетскиот материјал кај нив, се откочуваат одредени процеси и поради тоа тие почнуваат неконтролирано да се делат, да се размножуваат и хемотерапијата делува, значи ги таргетира само клетките кои што повеќе се размножуваат од вообичаено. Но во организмот на човекот има одредени ткива и органи кои што исто така вообичаено побрзо се размножуваат од останатите, како што се клетките како што се крвните елементи, леукоцитите и еритроцитите, и затоа тие се најмногу засегнати од давањето на хемотерапијата, бидејќи брзата дел ја има и кај едните и кај другите, и хемотерапијата не може да ги таргетира само малигните клетки. Но за разлика од нив, целната терапија делува на некои биохемиски процеси, на некои протеини, на некои рецептори, значи некои процеси кои што се одвиваат само во малигната клетка. Значи тие процеси ги нема, бидејќи тие изменети генетски материјали, генетски мутации во нормалната клетка не се присутни. Значи, оваа таргет терапија или биолошка терапија не делува на нормалните клетки, туку делува само на и затоа се вика и целна терапија. И таа се повеќе се користи во медицината, може подолготрајно, она што ви кажав, да се употребува, има помалку несакани ефекти, бидејќи Ако разбрав, има во Македонија таа терапија. Сега, во однос на тоа што кажа гледачот, ние треба да се стремиме, ние во клиничката болница Аџибадем Систина, значи таа терапија ја имаме и ние препорачуваме на пациентите, меѓутоа во нашата држава се уште поголем број од тие препарати кои што се дел од современата онкологија не се наоѓаат на позитивната листа на лекови. Едно кусо прашање пред да одиме со гледачот од Штип, мислев за на крај или за подоцна, но ете се наметна темава. Дали карциномот е болест на богатите луѓе? Затоа што она што вие сега како болница или другите болници го нудите за многумина граѓања не е, велите, на позитивната листа, е скап метод, скапи апарати, скап третман и така натаму. Значи препаратите за некои луѓе 2000, 3000 евра, 5000 изгледаат веројатно ниту во животот некој ќе ги заработат. Така е. Мислам, потполно ве разбирам, не станува збор за ефтини лекови, меѓутоа тоа е начинот на лекување ако сакаме да ги пратиме трендовите во современата медицина. Значи, доколку пациентот би отишол и надвор од нашата држава, препораката за лекување би била таа. Предноста е што сега не мора со присуството на еден ваков центар за онкологија и радиотерапија не мора таа услуга да ја бара надвор од државата, значи може да му биде пружена во рамките на нашата држава. Треба да се направат напори, да се улесни овој третман за пациентите. Ако ни изутеха колку Македонија јавно здравство на позитивна листа има во споредба со другите околни земји или вашите искуства што во споредба со европските земји има многу мал број на препарати кои што се нова терапија во онкологијата, кои што се на позитивна листа. Се прават напори, предпоставувам дека и финансиските ресурси нели се ограничени. Едно е добрата желба, друго е треба да се направи распоред на приоритетите, предпоставувам. Во однос на вториот пациент карцином на простата, најверојатно пациентот иницијално е лекуван оперативно, како што кажа, по 5 години нема никакви потешкоти во однос на примарната болест. Сега овие потешкоти со мокрењето, доколку се јавил на уролошки преглед и е востановено дека нема повторување на болеста и се е во ред, предпоставувам може да се контролираат со конзервативна терапија која што ќе биде препишана од страна на урологот. Инаку и тука можам да кажам, ова е доказ уште еден дека карциномот на простата е еден од малигните болести кои што се со добра прогноза, особено ако биде фатен во ран стадиум. Така. Одиме со двајца гледачи. Ало, добро утро. Добро утро. Се извинувам што почекавте, повелете, господине. Поздрав до вас и докторката. Благодарам. Овака. Прво имав хематурија.
крвомокрачата, па после долго испитување, прво сум немаше на бубрегот, па после долго испитување и со биопсија ми открија рак на простатата. И ПСА-то во почетокот беше 3,6, али после има тенденција на зголемување, дојде до 8. Али ја во меѓувреме пиев петроле, газ ја пиев. И ПСА-то ми дојде на 2,6. И после да почнав да примам терапија, хормонална терапија, тоа дојде на 0,50, цела година така беше. Последен пат бев на контрола во јуни, 16 јуни, тога беше 0,50, а терапија престанав да пријам веќе една година. А пред една недела го проверував ПСА, сега 2,4. Па ме плаши, дали има тоа тенденција веќе на зголемување, а можам да продолжам со петролеот, со газите. И тоа навистина мене ми помогна, ми го продолжи живот, мислам. А медицината тоа не го признава. Останете вие на линија, бидејќи можеби ќе се потпрашате нешто, бидејќи интересно сакав и петролеот да го споменам кон крајот на емисијата. Да, верувајте мене, овие не ми се омилени теми околу петролеот, варовата вода. Пациентот има чувство дека тоа е тоа што му помага, меѓутоа јас сум убедена, сигурна дека она што му помогнало е хормонската терапија. Не разбрав само до кога ја земал пациентот хормонската терапија, кога ја прекинал, дали тогаш бил ПСА 0,5 така, и сега е веќе 2, нешто, доколку е прекината хормонската терапија, бидејќи има повеќе од двојно зголемување на ПСА-то. Најверојатно тоа после неколку последователни анализи на ПСА е установено, а ако се спореди со првичната бројка е повеќе од половина, може повторно да дојде во предвид вклучување на хормонска терапија доколку е таа прекината. Александар? Да, повелете. Терапија престанав да примам пред една година. Веќе цела година ПСА е 0,50, последната во јуни беше 0,50,2. Али јас почнав да пијам гази кога ПСА беше 8. Со пиењето на газите на петролеот тоа дојде до 2,6. После од това кога дојде на 2,6 почнав да ја примам терапијата. Хормонската терапија? Хормонална терапија, да. Да. Значи, предходно, кога ви беше висок ПСА-то 8, тогаш не земавте хормонска терапија? Да, кога што сватив само петролеј. Хормонална терапија почнав да примам кога ПСА беше веќе 2,6. Така. Добро, значи, како и да е, треба да се јавите кај матичниот онколог, кој што ве водел, бидејќи ја има конкретно историјата на болеста, ги знае овие варијации во вредностите на ПСА. Хормонската терапија во одредени случаи, доколку пациентот е опериран, нели може да оди интермитентно, да се прекинува, па повторно да се вклучува согласно вредностите на ПСА, треба да се направи проценка дали е сега моментот за повторно вклучување на хормонска терапија. Ако сте вие убедени во тераписката вредност на петролеот, тоа е ваш избор на лекување, можете да си го продолжите. Мој совет би бил да се јавите кај онкологот, за да се договорите дали постои можност и потреба за вклучување на хормонска терапија. Добро, благодарам за гледачот. Ќе одиме набрзо со уште еден. Предоставам дека вас во ординација се јавуваат луѓе со искуства на ваква алтернативна медицина. Така. Знам дека медицински се каже јавете дека и матичниот онколог, тоа е она што вие сте му го посветиле вашиот живот, образование, постојано секој ден го работите. Така. Се претпоставам дека одговорот е секогаш да е медицината, но имало ли до сега случај каде што сте биле максимално изненадени од ефектот на медицината, каде што сте, за да не кажам кренале раце, медицински лица никогаш не креваат раце, нешто потајно ви вели дека овде тешко дека може нешто да се превземе од медицински аспекти, дали искрено човечки некој што се изненадиле за човек кој што ете рекол дека алтернативно се излекува? Па, има такви случаи, да, каде што, да речеме, поради состојбата на пациентот, предходно веќе спроведените третмани, исцрпена стандардна медицина,
на пациентот му советувате да се лекува со симптоматска терапија. По потреба, луѓето користат и алтернативни начини на лекување и ќе се изненадите дека после некој подолг временски период се уште пациентот го гледате да биде како да кажам, во една пристојна состојба, да успева да ги контролира симптомите. И тоа е за нас навистина пријатно изненадување, бидејќи алтернативната медицина во главном поголем дел од препаратите се засновани на природни препарати, не би требало да имаат никакво штетно влијание. На крајот на краиштата, почетоците на медицината, на традиционалната медицина се засновале на таков тип на препарати. Не гледам ништо лошо во тоа, меѓутоа секогаш велам дека треба да се комбинираат тие препарати или традиционалната медицина и комплементарната медицина да одат заедно со овие препораки на стандардната медицина. Не го оправдувам изборот на лекување доколку има придобивка, навистина од стандардната медицина докажана низ истражувања со употребата на хемотерапија, хормонска терапија, која тоа веќе е докажано применето низ многу случаи на клиничката пракса, пациентот не би требало да го одбие тој принцип на лекување, а може да го надополни со овие алтернативни методи на лекување. И второ дел од прашањето, дали се случуваат чуда во медицината, кога вие сметате дека како стручњак мали се шансите да се делува, да ви изненади резултатот? Да, се случуваат и ние секогаш сакаме да веруваме во чуда. На крајот на криштата и ние лекарите сме луѓе. Никој не знае како во текот на животот во каква ситуација може да се најде. Може да постојат чуда, бидејќи туморите се толку различни колку што сме сите ние. Како што може од некоја трауматска повреда, сообраќајна несреќа, пациент после долги години кома, така да се освести, да се случи чудо. Значи можно е и со одредено малигно заболување пациентот да живее подолго време, да може да ги контролира симптомите понекогаш и да биде излекуван. Нормално е дека веруваме во такви работи. Ајде да видиме во што веруваат нашите последни двајца гледачи. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Ало? Да, повелете, господи. Добар ден. Добар Сакам ден. да прашам докторката. Повелете. Мојот сопруг е пред 2,5 години праен операција колостома на дебелото црево. Ама и позади шијан. Сега после 2,5 години, значи секој 4 месеци одевме на контрола, во ред се резултатите се, ама сега после 2,5 години, позади каде што е шијан операцијата, тој почна да го боли. И направивме поново компјутерско снимање, покажаа дека е зголемена простатата и дека имало врска, да речеме тоа шиеното што е позади, гибало на простатата и од тоа. Ама последното испитување на компјутерска томографија ни покажаја дека заболувањето нема, да речеме, не е проширено. Ама еве, сега зголемени се тумор маркерите. Например, овој ЦЕА 15,9 е дојден на 46, а ЦЕА на 112. А лекарите викат дека не значи ако тие се зголемени, дека болеста веќе напредува. На компјутерот покажа дека се е чисто и бубрези и на дебелото црево, нема друг некој проблем. Само има болка во одењето и има нагон, поќе да речеме за мокрење ноќе да станува, а тоа викат поради зголемената простата. Така. Еве го одговорот, благодарам, слушајте внимателно, мислам дека доволно. Пациентот се јавил кај уролог, зголемената простата може да биде резултат на бенигна хиперплазија, значи не мора да станува збор за никоја малигна промена на простатата. И сега порастот на туморските маркери не мора секогаш да значи проширување на болеста или повторување на болеста, доколку се направени стандардните исследувања компјутер на абдомен, значи компјутер на бели дробови, колоноскопско исследување, ако е се во ред, маркерите упорно се зголемуваат, постои уште еден начин да се открие дали болеста е проширена или не, тоа е правењето на PET скен, или тоа е компјутеризирана томографија со користење на
значи дополнително исследување функционално, позитронен емишен томографи, значи и во комбинација со ЦТ. Тоа е метода која што може да се примени во вакви случаи кога стандардните радиолошки методи покажуваат дека е се во ред. Доколку и PET скенот откако ќе се направи, може да се направи, значи го имаме во клиничката болница Систина, е уреден, тогаш дефинитивно можеме да кажеме дека причината за порастот на туморските маркери е некоја друга која што не е поврзана со болест. Малигната, да, со малигната. Ајде уште еден гледач кратко, па уште некој прашање од мене и тука ќе завршиме. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Гледачка од Охрид. Повелете. Сакам да ја прашам докторката, јас имав канцер на дојката пред 20 години, оперирана сум во Скопје и бев на третман кај Манева, имав 50 зрачења, па 6 хемотерапии и све беше добро, 17,5 години. Живех 5 години во странство и таму, уште од тука малку рамото ме болеше, па се вратив и ми направија скен во Битола, се откри дека канцерот се продолжил на коските. И сега примам хемотерапија на онкологија во клиниките, ама беше во Систина кај Кралева, пошто одам на секој 28 дена на хемотерапија. Примам Зомета 4. Вака се не се осеќам, добро се осеќам, немам опасни болки, некојаш кога ќе примам терапијата, со парацетамол можам да поминам досега, ретко кога кетанол сум се напила, многу ретко. Најголемата тешкотија што овие се ми рекоа дека ова терапија е долга и мораш да ја примаш цел живот. Јас зато бев и во Систина, исто и тамо Кралева ми рече да направиш снимања, па сега треба во ноември, после 2 години и пол, откако почнав за коските, да направам сега во ноември ми треба да дојдам во Скопје, ми рече ќе направиме. Дали вашето мислење да морам да примам цел живот на 28 дена? Добро, благодарам за јавањето. Значи, бисфосфонатната терапија се дава долготрајно и не постои некој конечен временски интервал, да речеме 6 месеци или година, не е лимитирана употребата. Значи, пациентката треба да ја прима таа терапија, се додека не се појават никакви несакани ефекти од терапијата. Меѓутоа, доколку се направи контролен скен на коските и доколку состојбата е подобра, може да се редуцира, да се продолжи, тоест временскиот, да се продолжи временскиот интервал, наместо да биде на 4 недели, да биде на 6 или на 8 недели апликацијата на бисфосфонатната терапија со Зомета. Инаку тоа е хроничен третман, значи се прима, не е хемотерапија. Тоа е терапија која што понекогаш се дава дури кај остеопороза. Идејата е да се коската зацврстне, да нема разложување на коската и нема несакани ефекти. Може да е проблем на пациентката тоа што мора да се јави да патува на 4 недели и да се јави во болница за да ја прими. Постојат и таблетарни облици на бисфосфонатна терапија, доколку е проблем апликацијата венски со инфузија, може да се договори со онкологот да се префрли на таблетарна форма. Така, два многу битни сегмента, имаме многу малце, некои си 3 до 4 минути да ги начнеме, еве, можеме уште сега да се договориме за некој следно гостување, токму околу исхраната и психичкиот момент на самиот пациент. Прво ајде да зборуваме за психичкиот момент. Не знам дали приметивте од сите гледачи кои што ни се јавија, само последната гледачка прашуваше за себе, што значи дека можеби тој психолошки момент, сите прашуваат за брачниот другар, мојот брачен другар имаше карцином. Факт е дека во Македонија многу малку време се посветува на психичкиот момент кај пациентот. Бидејќи е ужасно тешко да се справите со таа болест. Психички, колку сметате дека е важно и болници држава да вложи малку повеќе напори, да ги анимира, да разговара со луѓето кои што имаат карцином, како да се справат со болест? Видете, многу е важен психолошкиот момент кај пациентот и кај семејството, кај најблиските, кога ќе им се соопшти веста дека е диагностицирана малигна болест. Сметам дека треба да се работи повеќе на тоа поле, да има тим од психолози, нели психијатри, социјални работници кои што ќе освен значи онаа екипа од онколози, медицински сестри кои што работат на
одделот за онкологија, кои што ќе им дава дополнителна поддршка и на пациентот и на семејството. Овие емисии се исто придонес на еден начин. Отворено се разговара. Отворено да се разговара, да се разбие таа табу тема дека малигните болести ни се случуваат само нам, само мене, дека треба да се крие од околината, дека треба да се крие од најблиските. Значи, малигните болести се болести како и од сите други заболувања. Треба да се зборува јавно за тоа. На крајот на криштата, луѓето, блиските и пријателите се потребни во такви моменти, кога ни е на сите убаво, нели можеме и сами да се снајдеме, меѓутоа кога не ни е убаво, кога има проблем, добро би било да имаме поддршка од семејството и од пријателите. Во современите онколошки центри постојат психолози, значи психијатри, кои што може да се понудат како дополнителна психолошка поддршка за пациентите. Во нашата болница, значи, го имаме тоа. Пациентите, доколку сакаат, може да закажат разговор, преглед, да добијат дополнителни совети, значи психолошка поддршка, меѓутоа доколку има потреба за справување со стресот и дополнителна медикаментозна потпора, значи средства за смирување во разговор со психолог и психијатар. Важно е да помагаме секогаш, треба мотото да не биде во животот на сите нас, колку можеме да помогнеме и на секој на кој можеме да му помогнеме. Пациентите треба да се охрабрат, да знаат дека не се сами, дека тука се стручните лица, не треба да се заморуваат. Ние секогаш тоа го препорачуваме со читање на интернет на стручни содржини, бидејќи тоа може да биде сосема погрешно, може комплетно да ги збуни. Значи, тоа е тешко да се прати дури кога сте стручно едуциран, а камоли ако немате никакво познавање, навистина може погрешно да се примат тие информации, луѓето да се обесхрабрат или да се депримираат. Треба да ги слушаат советите на онкологот, на луѓето на кои што им го пределе како да кажам, животот, здравието, на кој што им ја довериле, на кој што им ја дале довербата да ја лекува болеста, да ги слушаат нивните совети, доколку имаат потреба да се јават на психолог или психијатар, значи тоа е сосема нормално. Во западноевропските земји и во Соединетите Американски држави за да одите на психијатар не треба да сте болен, значи доволно е да имате потреба од разговор. Ниту е страшно, ниту е срамно. Ниту е страшно, ниту е срамно, ова е време на брзо живење, ретко кој има време и да ве сослуша и да ви даде совет, така да доколку се чувствувате попријатно тој разговор да го споделите со некое стручно лице, тоа е правото место каде што треба да се обратите кај психолог или психијатар, додека пак доколку се чувствувате слободни да тоа го споделите со најблиските, тоа треба да го направите со нив. Изборот е на пациентот, значи онаму каде што тој се чувствува најлагодно да ја сподели тежината и она психолошко оптеретување со тие луѓе да се дружи. Така. И уште една тема на која што ветувам дека ќе посветиме цело издание на емисијава, тоа е исхраната. За жал немавме време. Веројатно секое семејство на заболен се судрува со проблемот што сега. Некој вели треба мед, некој вели не треба мед, некој вели треба повеќе цвекло, повеќе морков, но тоа навистина тема околу исхраната и со вас и со вашите колеги од Аџебадем Систина ќе направиме едно издание во кое што ќе го опфатиме и тој момент. Жал ми малку повеќе околу медицината зборувавме во ова издание, имавме и прашања од гледачи, но во секој случај еве сакам да ми ветите дека во некоја наредна прилика повторно ќе бидеме на услуга на моите гледачи. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство да ги споделиме информациите со гледачите, се надевам дека помогнавме. Значи тоа е нашето мото, секогаш да помогнеме, еднаш лекар, 24 часа лекар. Така да се надевам доколку ме поканите, повторно со задоволство ќе присуствувам и ќе гостувам. Ви благодарам, доктор Дела Петрова од клиничката болница Аџебадем Систина. Зборувавме за карциномот, многу малку, час и половина, веројатно многу прашања останаа неодговорени.
Почитувани гледачи, ветувам, тоа постојано го правам еднаш во месецот, два пати во месецот, дека повторно ќе зборуваме на оваа тема, бидејќи многу наши сограѓани го имаат токму овој проблем. Се враќаме за крај и во другото студио на утринската програма Ја сакам Македонија, каде што Наташа ќе го има последниот збор.